Охрид, град на УНЕСКО, со културно богатство, со на откриеното, препознатливо за овој град, како и со културното богатство кое последневе години се открива, не престанува да не фасцинира и плени. Изобилие на објекти, артефакти, населби од преисторијата до денес. Вековната историја, која од година на година открива, го прави Охрид не само духовна престолнина на Македонија, туку и како град на археологијата. Се поместуваат вековите на неговото постоење од современ Охрид, средновековен духовен центар на Македонија, најзначен ранохристијански град на овие простори, до антички Лихнидос и наназад до новооткриениот град Енгелана и уште постарата праисториска надводна населба Плоча Мичовград во заливот на Коските кај градиште. Но откривањето на значајот и убавината на Охрид продолжуваат и денес. Со голема финансиска поддршка на владата во 2008 година започна првата фаза од обемниот проект на археолошки истражувања, конзервација и реставрација, што го реализира Заводот и Музеј Охрид во координација со Управата за заштита на културното наследство. Годинава, на големо, според современите археолошки методолошки правила, со ангажман на 470 лица, археолози, историчари, нумизматичари, историчари на уметност, архитекти, конзерватори и работници, тече втората фаза од овој проект. Се тоа вроди со плод, со новооткрените наоди и градби, кои не престануваат да не фасцинираат. Тоа е секако откритието на Плаушник, на темелите на Свети Клементовата книжевна академија, откривањето на нови базилики и ранохристијански мозаици, како и откритието за прв пат во Македонија на одлично сочуваниот римски мозаик. Покрај Плаушник се дооткри и античка Енгелана со најмонументалните камени мегалитски блокови во Македонија. Секако тука е и сензационалното откритие на златните наоди на маскирање на покојникот кај Горна порта, како и многу други движни и недвижни наоди. Координатор на археолошките истражувања е директорот на Управата за заштита на културното наследство Паско Кузман, кој е најзаслужен за подемот на археолошките истражувања во Охрид и во Македонија, со чија одговорност, задоволството во истражувањата и најновите сознанија до кои дојде, ќе ве запознаеме во емисијата што следи. Плаушник е местото кое е срцето на волшебниот рид, јас го викам волшебен рид овој простор, каде што се развил градот. Значи, волшебниот рид има блескот и внатрешноста со културните хоризонти во вертикална и во хоризонтална смисла, односно континуирано живее и функционира од некаде крајот на бронзеното време, почетокот на железното време, па се до денес. Порано на овој рид се развил урбанизираниот Лихнидос, значи градот на светлостите, тоа е монденскиот град, тоа е градот покрај античката магистрала Вија Игнација. Подосна тој град постојано функционирал и живел во текот на римскиот период, во текот на досната антика е епископски центар. Јас сврсо сум убеден дека епископскиот центар на Лихнидос бил управо на ова место, на волшебниот рид, односно каде што сега е Плаушник. И натака се разбира некаде во крајот на 9-тиот и 10-тиот век овде значи функционирала големата Свети Климентова академија, Свети Климентова школа или Свети Климентов универзитет, како што се нарекува. Значи времето на Свети Климент и неговата дејност, нашето наизначено време на кое му посветуваме толку долго и големо внимание, се разбира сите ние, од 1990, значи и 2000 година по повод одбележувањето на 2000 години христијанство во светот и Македонија. И сега натака продолжуваме за да го возвеличиме и Свети Климентовото дело, да го споиме Свети Климентовото време со 21 век, да го споиме сакралното со световното, односно да му се одолжиме за се она што го правил и што и натака ќе прави духот на Свети Климент на овие простори и кај овој народ. Ние сме сега во југоисточниот дел на локалитетот Плаушник.
каде што во близина, а и во овој хоризонт во црвенава земја, така, ги откривме најстариот културни хоризонт на овој простор, односно на Плавашник. Тоа се наодите од крајот на бронзеното време, почетокот на железното време. Во овој културен хоризонт на повеќе места од просторот се открива мацликана керамика, тоа е многу значено за крајот на бронзеното време и почетокот на железното време, а веројатно постоја населба од тој период и многу веќе ова година особено многу гробови од железно време некаде од 8, 7 век, 6 век пред наша ера, во кои што гробови се откриени богати бронзени наоди, односно прилози, наоди на диадеми бронзени, наоди на друг накид бронзен, наоди на еден вид на повисоките слоеви од тоа општество од железното време, особено пак се значени и скоро се ексклузивни наодите на така наречените македонски бронзи, тие мали култни предмети кои што досега не беа наоѓани, не беа констатирани на овој простор во југозападна Македонија. Значи, македонските бронзи се наши големо откритие, бидејќи досега беа често ги имаше и најповеќе ги има во Источна Македонија, во Павардаријето, таму каде што пеонците живеат, во Тракија и така натака, дури со некои трговски врски ги има и на Сицилија, но тежиштето беше Источна Македонија, Средна Македонија наша и сега за прв пат се појавува овој дел овдека и тоа е големо наше археолошко откритие, кое ќе има резултати во смисла на археолошката наука. Сега се наоѓаме на просторот од Поликохалната црква, ранохристијанска црква од 5 и 6 век од нашата ера. Значи, една од главните цркви на овој простор. Сега сме во времето на кога Лихнидос бил епископски центар на провинцијата Нов Епир во рамките на диецезата Македонија. Значи, сега сме на една ранохристијанска црква која што е многу ретко се сретнува на просториве, односно има во Линке, Албанија, имаме ние уште некои остатоци тука во близина и ова е навистина еден монументален објект од ранохристијански период, кој што блескоти со своите остатоци од мозаиците, блескоти јако се малку сочувани, не се сочувани на целата површина, но се значени заради растоста и презентацијата на мотивите кои што се изразени преку ова техника на мозаикот. Значи, во близина на овај локалитет, на ова црква, односно на овај ранохристијански монументален објект, се наоѓаат остатоци, откривме во текот на минатата и ова година ги довршиме, остатоци од римски мозаик, тоа е единствен во Република Македонија, ми се чини, единствени остатоци во рамките на еден објект бања, кои што мозаици се минуциозно изработени, над кои што пак на 2 метра и 80 сантиметра беа тргнати претходно мозаици од овој период, од ранохристијанскиот период, на кој што беше презентиран на исто така една зооморфна орнаментика, односно елен со написи и така натака. Значи, овде сме во една специфична стратиграфија, која велам специфична стратиграфија, мислам и на следново. Во рамките на овој објект се вградени како сполии и големи камени блокови, кои што некогаш биле делови од паганскиот храм посветен на Богот Дионис, кој што најверојатно бил на просторот каде што е нартексот од големата тробовна базилика, таму каде што поминавме пред малку. Значи, подоста времето на раното христијанство искористени се тие блокови и вградени во овој апсидален дел од Поликохалната црква на Плавашник. Значи, овој период е еден од најзначајните периоди во развојот на не само во Македонија, туку и во особено кај нас во Охрид, бидејќи е многу значаен заради раскошните мозаици на базиликите, односно ние ова го викаме времето на базиликите, односно од овој период во Охрид се откриени барем 9 вакви базилики, дури подоста мистифицирано во старите карти го пишуваше Охрид како Јустинијана прима, заради бројот на црквите и базиликите. Се разбира дека тоа е една мистификација, но тоа стоеше и стои се уште во старата документација.
Значи, Охрид, односно Лихнидос, имал многу базилики, биле многу цркви изградени во тој период, во времето на христијанство, и затоа и е епископски центар, и тоа е веќе забележано и во старата литература. Значи, овој период не само со базиликиве, со цркви во тој период, туку и со другите архитектонски остатоци и со движните наоди, е еден од најдоминантните периоди во историјата на градот Охрид, па можем да кажем и пошироко во Македонија. Ево тој римски мозаик од августовско време, некаде прв век пред нашата ера, кој се наоѓа во рамките на еден доста монументален објект, бањи со купатила, на мозаиков, кој што е единствен во Македонија, ми се чини, кој што е минуциозно изработен, представена е тврдина со кули, со 4 капи и украсени со геометриска, зооморфна и флорална орнаментика. Представени се разни животни, така натака и други мотиви. А во апсидата е откриена, односно постојала таа откриена малку потака, откриена на биста на човекот кој што донирал во финансирањето на овој објект од римско време, зашто овдека има и сведоштво, односно надпис, каде што пишува дека Клеон подарува или донира овој објект за потребите на граѓаните и така натаму. Значи, над овој мозаик, на 2,80 см лика, за нас е многу значајна стратиграфијата, бидејќи над овој мозаик, на таа висина, е откриен исто така мозаик, точно над овој мозаик, кој што е од рано христијански период, кој што е од времето на базиликите, и кој што мозаик, која ќе ја презентираме, тврдам дека ќе биде најекстравагантната работа на плавашник, односно ќе можат посетителите да гледаат и овој римски мозаик, ќе можат да и тој рано христијански мозаик да гледаат и посматрат, така да ќе се добие еден впечаток на едно движење низ времето, една стратиграфија, една хронологија, која што ретко каде може да се сретне. Ние сега се наоѓаме кај главната мотивација за археолошките истражувања на овој простор, на овој терен, односно уште во самиот почеток се носиме со мисла како да дојдеме до остатоци кои што го изначуваат манастирските конаци, односно остатоците кои што се одвива Свети Климентовата дејност, кои што каде што се развива таа Свети Климентова книжевна академија или школа или Свети Климентовиот универзитет, бидејќи како што знаеме нели од тука се просветиле и изникнале 3500 ученици, па отишле по целиот словенски свет да ошират писменоста и христијанството, на како што ги учел Свети Климент Охридски. Значи, овдека малку изгледа можеби несведно, но овие остатоци се големото духовно богатство, не само на овој простор, не само на овој град, туку на целиот словенски род. Бидејќи од овде почнува сета таа наша историска мисија или историската мисија на Свети Климентовото време, на Свети Климентовата дејност, Свети Климентовата активност или словенската писменост и култура. Значи, ако се вакви остатоци, ние ќе се погрижиме овие да бидат заштитени, да бидат презентирани и да останат за еднината, бидејќи од овдека почнува се што се однесува до нашата сегашност. Се, кога да велам, значи, зборуваме за континуитети, но во случајов ова е еден од главните пунктни хронолошки моменти од каде што почнува Свети Климентовата дејност и каде што ние се надоврзуваме, каде што реминисцентно, значи, ни се враќа Свети Климентовиот дух и натака ќе одиме во еднината, се разбира, со тој дух. Би сакал уште да додадам дека се тоа остатоци од манастирските конаци, од таа Свети Климентова голема дејност и школа, ни зборуваат и многу други податоци, односно ни зборуваат движните наоди кои што се најдени од надврешните страни на овие зидови, на овие простори тука, во самите агли на зидовите, а тоа се оставите од монетите, односно тука се откриени како манастирско богатство, се разбира,
остава, венецијанска остава од околу 1480 сребрени монети. Потоа е откриена остава исто тука, покрај зидовиве, остава на трахеи, византиски монети, некаде исто така од 12-13 па и 14 век, 13 век, на број околу 2870 значи, монети откриени како вреќа. Значи, тие податоци исто така ни говорат дека ние се наоѓаме на вистинското место. На местото од манастирските деконаси, односно од тој силен живот во онај период на Свети Климентовото време, па и подосно. Сега сакам да потенцирам светоста на ова место. Зошто велам така? Затоа што уште во преисториско време, на време што зборував, тука постоеле некои светилишта. На истото тоа место, во паганските времења, односно во античкиот период, може и претходно во македонско-хеленистичкиот период, од која што имаме многу значајни податоци, бил изграден храмот на богот Дионис. На истото тоа место, тој е тука зад мене, значи во 5-6 век е изградена огромна монументална ранохристијанска базилика, која се гледа со овие столбови, со нартексот, со крстолницата позади, сега се гледа околу Свети Климентовата црква, која веќе е возобновена изградена. Во истото тоа време, овај простор живеел со големата светост, бидејќи биле изградени уште една огромна поликохална црква, била изградена уште една базилика или епископски двор, тоа е во северо, значи источниот дел, таму, кон таму, каде што откривме мозаични подови. Значи, во истото тоа време се случувале многу значајни работи, бидејќи Лихнидос бил епископски центар. На истиот простор каде што е црквата, во крајот на времето на базиликите, односно на почетокот 7 век, била изградена мала тролисна црква. На истиот тој простор, Свети Климент доаѓа обновува таа стара мала тролисна црква, значи тоа е кон крајот на 9 и почетокот на 10 век. На истото тоа место, таа црква продолжила да живее се до 14 до 15 век. На истото тоа место доаѓа на друга цивилизација и на друга религија, и на истото место таа друга религија гради свој објект, односно ги гради Султан Мехмед џамијата. Значи, затоа велам дека ова место и целиот овој простор е најсветото место, не само за Охрид, туку и за целиот род словенски, а и предсловенски, затоа што на истото тоа место во некоја симбиоза, во некоја кохезија живеат повеќе религии, односно си ги почитуваат своите претходници, без разлика што имат различни филозофии на мислење и сваќање. Колку да не фасцинираат се наодите на Плаучник, Охрид представува неисцрпен терен за истражување. Новиот археолошки зафат и сосем нов локалитет е Енгелана над познатата ранохристијанска базилика Свети Еразмо. Тука се наоѓаат најмонументалните камени и мегалитни блокови во Македонија. Градот Енгелана, датиран е во 4 век пред нашата ера, со истражувањата посочува и за нова научна и туристичка дестинација во Охрид. Ние сме на Енгелана, или на локалитетот Кулишта, или Киклопски зидини, или кај Свети Еразмо. И ова е еден утврден град, една стратешка позиција од 4 век пред нашата ера, односно од времето кога Филип II прв пат поминал низ Лихнитида и ги освоил градовите, повеќе градови, меѓу кои градот Енхелана. Ние мислиме дека се работи за ова утврдено место. Филип II бил голем стратег и сигурно на таков стратег не му избегнала гледката, односно позициите на овие ридови, односно позицијата на овој рид како доминантно место, како стратешки една приоритетна позиција и позицијата на Охридскиот рид, таму, каде што одовде се гледа Самойловата тврдина сега, но каде што имаме откриено остатоци од истиот овој период, 4 век пред нашата ера, и најверојатно во истиот тој период, значи,
е изградено и ова утврдено воено, може би, упориште, каде што престојувал е, веројатно, и била престолнина на македонските кралеви, се до Персе. Значи, позицијата на овај рит и позицијата на онај Охридски рит и на она тврдина се значајни затоа што од овој рит се контролира, значи, се контролира источниот дел, односно Охридското поле, од запад се контролира Струшкото поле, односно тука поминувала Вија Игнација, претходно Кандавискиот пат, во вториот век Вија Игнација нели обновена, но е многу важно и стратешко место заради овие причини, заради контролата над просторот. Еден силен државник или владетел од тие времиња то не можел да го пропушти, и заради тоа ние превзедовме соодветни активности овде за да можеме да откопаме дел од таа историја и за да можеме да презентираме овој локалитет како една важна туристичка дестинација, бидејќи денеска поминува тука важна сообраќајница, односно поминува патот Охрид Скопје преку Кичево. Северно од овај највисок пункт каде што е Акрополот, постои, односно било изградено северното подградие на градиштето, а северното подградие продолжува кон југ од двете страни на Акрополот, и западно и источно, и продолжува натаму кон југ се до таму каде што завршува зарамнетиот простор од Ридот, односно над самите стени од Свети Еразмо, од базиликата Свети Еразмо и пештерната црква Свети Еразмо. Освен дижниот керамички материјал од таа керамичка продукција на времето, тогашно, тука се наоѓани и други предмети од дижни предмети. Особено сакам да потенцирам еден наод тука, каде што е најдено депо на железни стрели на 1000 парчиња, кои што ни се еден убедлив доказ дека ова било и воено упориште, дека било место од каде што се бранели, од каде што напаѓале луѓето и оние што ги напаѓале жителите на ова место. Ова е највеличенствениот дел од ова градиште, од овој локалитет. Значи, во Македонија нема многу, има неколку познати се, но овие камени блокови се како да кажам, делуваат најнеобработено, се најгруби од сите и најверојатно поради тоа и најстари во врска со сите овие што ги кажав, значи Вајтос, Висока во Пелагонија и уште на неколку други локалитети во Македонија. Значи, овој беден е изграден, како што кажав, од огромни мегалитни камени блокови, долги до 1,80 м, широки до 80 сантими, најверојатно тешки до 1 тон, може би повеќе. Значи имат различни димензии, различни тежини и големини, но е многу чудесно како тие во сувозит се поредени и како се наместени. Значи тоа е една од археолошките претпоставки и загадки кои што на така ги решаваме, сигурно ќе ги решиме, да не зборувам сега за египетските пирамиди, како биле градени и така натака. Овој зид, иначе, е долг од прилика околу 150 метра и го сочинува северното подградие. Има 4 кули и петата таму е во завршница. Потоа продолжува натака уште 150 метра кој го сочинува јужното градиште, јужното подградие, и заедно све сочинува некаде околу 300 метри на 150 метри во ширина. Значи еден огромен комплекс за 4-тиот век пред нашата ера, еден огромен комплекс кој што представува упориште на тогашните македонски кралеви, се надевам велможи, главните луѓе и владетели во времето 4-тиот до некаде средата на 2-тиот век пред нашата ера. Со археолошките истражувања кои ние ги започнавме минатата и ова година, сакавме да го истражиме целиот овој простор. Веќе го истраживме габаритниот дел, целокупната негова габаритност и големина. Веќе ги знаеме границите. Потоа ќе продолжиме натака во идните зафати да работиме во внатрешниот дел за да откриеме многу нови податоци кои што би зборувале за живењето на овој простор.
Значи, покрај тоа, ние би сакале да направиме тука во нашата план и програма, во нашата програма и план стои, значи, тоа дека треба да го конзервираме и да го реставрираме се до онакви позиции и ситуации, за да може да биде привлечен и да стане една важна туристичка дестинација во Република Македонија, дестинација од ваков вид. Една од главните причини која што не наведе за тоа дека ова место може да биде привлечено е тајниот пат што го пронајдовме од јужното подградие низ стрмните стени, кој што тајен пат слегува некаде до базиликата Свети Еразмо, ранохристијанската базилика Свети Еразмо, што планираме по истражувањето да изградиме една мала тесна патека, скалозми, преку кои авантуристите или оние што сакаат да посетуваат вакви места, особено странците, ќе можат оттаму да се качуваат и пешки, за да дојдат до ова место да го видат. Се копа, се истражува во Охрид на сите страни. Може би затоа имавме среќа и ретка можност да ви го представиме сензационалниот наод од Горна порта, на златните наоди на маскирање на покојникот, наод на кои самите присуствувавме. На само 6 метри од местото каде беше откриена златната маска, се открија, можеби, позначени наоди со фактот дека ваков тип на маскирање на покојникот досега не е евидентиран на Балканот. Според наодот, младата 16-годишна орхидјанка била закопана со златни фолии прекриени преку очите, со златно ромбоидно платно на устата, златен пиктограм на срцето и со златна лента колан долг 40 сантиметри. Златните обетки, како и другите сребрени и бронзани нараквици, фибули, килибарните наоди, може би говорат дека Охрид во 5. век пред нашата ера бил и монденско место. Покрај археолошките истражувања во Охрид се вршат и конзерваторски и реставраторски работи, како и реконструкции. Повеќе годишните подводни археолошки истражувања на локалитетот Плоча Мичовград во заливот на Коските кај градиште овозможија да се направи реконструкција на преисториска надводна населба, една од ретките на Балканот. Оваа населба прерасна во нова научна и пред се туристичка дестинација, со податокот дека само за великденските празници е посетена од над 2000 туристи. Таа работа започнавме минатата година како проект на владата на Република Македонија. Минатата година на 8 декември реализиравме тоа што го кажавме дека ќе реализираме, односно презентиравме дел од таа населба, односно 8 куќи на таа платформа. Подосна почнавме со работа, односно сега сме во тек на подготовки за реализација на изградба на уште 16 куќи од тој период, некаде од крајот на бронзеното, почетокот на железното време, во кое време се одвоја многу интересен живот, тоа е времето на првите појави, етничките препознавања на племињата што живееле во тие времиња. Во тој период сигурно биле тука бригите, може би почнале да се препознават веќе и ехелејците. Значи, тоа е едно легендарно се уште време, но многу значајно, бидејќи материјалната култура која што открива на дното од езерото, истражувајќи 7-8 години под водата, ни покажат дека навистина заслужува да биде презентиран тој живот, да се вратиме назад во времињата на нашите предци, да презентираме она што не можеме сега да видиме со голи очи. Значи, таа реконструкција ќе трае, веројатно, до крајот на оваа година, сигурно него и идната година, за да ја завршиме целосно и да ја презентираме. Таму имаме уште една многу интересна ситуација. Сакаме да презентираме едно патување низ времињата.
односно на врвот од Дридот градиште, имаше остатоци од еден римски каструм, па ние тоа археолошки го завршивме, го истраживме, го подигнавме да се гледа и го презентиравме. Така да сите посетители што доаѓаат таму сега, а ги доаѓаат во голем број, значи имат прилика да се прошетат низ времијата, да отидат во преисторијата, да видат тој живот на крајот од бронзеното и почетокот на железното време. Тоа ако сакат може да го направат и преку нуркачката база што имаме таму формирано, каде што ќе раководи Милутин Секуловски Мичо, кој што е еден од првите откривачи на населбата директно под вода, каде што организирано ќе се прави подводен туризам, каде што ќе може секој заинтересиран нуркач од светот да добие оддело и да се нурне под водата и да види на лице место она што ние го гледавме додека нуркавме и додека ја перцепиравме целокупната ситуација со таа населба, што мислам дека е реткост на балканските простори, односно ваква презентирана населба немаме на балканските острови, Балканскиот полуостров, освен на, се разбира, на Костурското езеро, но таа е покрај езерото. Не знам кој отишол да ја посети да ја види, јас сум ја видел, таа е покрај езерото, на еден моторови терен, но ова е на самите сини води од прекрасното Охридско езеро и создава еден посебен штимул, една посебна привлечност, една посебна димензија и на времето, и на неговото наблюдување. Јас се надевам дека конкурсот за плавшник наскоро ќе заврши за идејното решение. Наскоро ќе се подготви главниот проект и наскоро, односно до крајот на годинава или на почетокот на едната година ќе започнеме со возобновањето на ова свето место, најсветото место за целиот словенски род. Возобновувањето ќе се случува на простор, каде што се остатоците од манастирски деконаци и остатоците од Свети Климентовата школа или универзитет. На источниот простор ќе се изградат манастирски деконаци, за да го споиме световното со духовното. На северо-западниот простор ќе биде изграден теолошкиот факултет, така стои во проектната програма. И значи овој комплекс ќе биде целосно возобновен со целото духовно и културно богатство, историско богатство, со средиште се разбира на Свети Климентовата црква Свети Пантелеймон, која што е обновена по повод 1000 година христијанство во Охрид и во Македонија. Значи, покрај тоа јас се надевам дека другите проекти што се реализираат во градот Охрид исто така, онака како што е замислена динамиката, онака како што е испланирано, ќе бидат во тек и ќе завршат во текот на идните неколку години. Тоа се како што реков, значи музеот на вода во заливот на Коските, една наколна населба од крајот на бронзеното и почетокот на железното време. Таму би требало, значи, да ги изградиме тие 16 куќи, таму да се случува она што се случува сега, значи огромна посета, огромен интерес од странски и домашни посетители. Потоа, јас се надевам дека можеби само со наша сила или со заедничка соработка, дури со странски експедиции, ќе ги завршиме Киклопските зидини со истражување, односно Енгелана, односно второто главно место покрај Лихнидос, кое е воздигнато, односно изградено во Филиповото време, 4 век некаде пред нашата ера. Тоа била и првата тврдина овде изградена во Охрид, па била изградена и таму првата голема значајна тврдина со Киклопски зидини. Се надевам дека и тој проект ќе заврши, тоа е програмата на владата на Република Македонија. И исто така верувам дека Самуиловата тврдина, која што во рамките на цитаделата е во завршна фаза, ќе биде завршена и ќе почнат да се обновуваат и бедемите од подградието. Значи целата Самуилова тврдина ние во план да биде комплетно завршена. Тоа ќе продолжи во текот на, верувам, на ова идната година. И се разбира Лихнидската некропола, од која што во вчерашниот ден имавме тоа големо возбудување, ќе ни даде уште многу нови податоци за периодот кога Лихнидос, стариот Охрид, бил многу значајно место на Вија Игнација.